Добар ден, реглячи! Време е за почеток на Црвена линија, нов работен ден, нова работа и темата, како што за кратко мојата колешка Тина ќе ви открие, е доста актуелна и мислам дека ќе ве придонесе да се јавите на телефонски број 02 307 6677 и да дискутираме околу неа. А еве што ве прашуваме во денешното издание на Црвена линија. Зошто Ванчо Михајлов? Дали требаше да се дозволи бугарскиот клуб во Македонија да го носи неговото име? Сакаме да го слушнеме вашиот став токму во Црвена линија, она што како и секогаш треба да го направите е да завртите 02 307 6677. Секако во продолжение Тео ќе ја објави денешната анкета на која што секако треба да гласате. Токму така, исто како што кажа Тина, ве очекуваме за да зборите околу нашата главна тема, а сега исто така очекуваме да не говорите дали бугарите самите си пукаа во нога. Две опции, да, не, ве очекуваме да гласате на нашиот Инстаграм профил Црвена линија, нормално и Телма телевизија, и после рекламите ние ќе ги објавиме крајните резултати. А секако, покрај главната тема, ние очекуваме на телефонски број 02 307 6677 да поразговараме за тоа, дали бугарите сами си пукаа во нога. Па ве очекуваме. Така, зошто Ванчо Михајлов ве прашуваме токму вас? И дали воопшто требаше бугарскиот клуб отворен во насреде Битола, ќе кажам, да го носи името токму на овој лик кој што секако барем оние кои што добро знаат не асоцира на ништо добро од историјата. Но како да, тука сте вие 02 307 6677. Ве очекуваме да продискутираме со вас. Секако за потсетување еве и нормално сето она што ги одбележи изминатите денови во однос на овој настан, Тео ќе ви најави што ќе погледнеме следно. Така, сега да го погледнеме, предлагам да го погледнеме дел од прилогот на нашата колешка Тамара, кој нормално е за нашава главна тема, па предлагам да го видиме заедно. Лавиринтот на законски недоречености му дозволи на фашистичкиот соработник Ванчо Михајлов по 80 години од Втората светска војна директно да влезе во Битола и на широк сокак. Министерството за правда, иако имало надлежност да издава одобренија за соодветноста на име на здруженија на граѓани, доколку тоа содржи име и презиме на историска личност, во 2019-та за Здруженијето Иван Михајлов дало известување дека поради тоа што во Законот за здруженија и фондации не постои регистар на историски имиња или било кој друг документ со кој може да се утврди статусот на историската личност, не е можност да издаде одобрение за името Иван Михајлов. На сајтот на Министерството во делот на услуги и издавање одобренија, пак во делот на Законот за трговски друштва кој го дооредува користењето на имињата на здруженијата, доколку тоа не е уредено со Законот за здруженија и фондации, уште во првиот пасус е наведено дека Министерството има таква надлежност. Дополнително нејасно е какви документи му недостигале на Министерството за утврдување на статусот на историската личност Иван Михајлов, со оглед дека за тоа било потребно да се консултира факултетот или Институтот за историја или да се изгугла неговото име на интернет. Токму ваквото известување на Министерството за правда од 2019-та дека не е во можност да издаде одобрение го заживеа Здруженијето Иван Михајлов, што резултираше 3 години подоцна со клуб Ванчо Михајлов, кој го отвори целиот државен врв на Бугарија. Известувањето од правда издадено на 5 март 2019 година било причина поради која Централниот регистар 8 дена подоцна на 13 март не можел да го спречи регистрирањето на Здруженијето Иван Михајлов. А сега веднаш преминуваме на вас. Ни јавија дека имаме гледач прв ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, одлично ве слушаме. Вие сте во Црвена линија и еве кој ќе биде вашиот коментар. Добро, благодарам. Поздрав до вас како водители и до целокупниот персонал на телевизија Телма. Благодарам многу. Видите вака, вестта за отварање на културниот дом во Битола од страна на Бугарија, да речеме во духот на соседството, ја избранува јавноста, а лично и мене, затоа што името е Ванчо Михајлов. Ванчо Михајлов знаеме дека е фашист кој во Втората светска војна соработувал со Хитлер, со Мусолини, со други и многу македонци го положиле својот живот точно лично од него. Мене ме забринува дали ова е некое договорено нешто со нашата влада. Ова го ставам под знак прашалник.
како да свие нашава влада и председателот. На наше тло ова да се случи навистина е голем абсурд. Јас мислам да престанат овие преговори, се додека не остранат декларацијата бугарите во собранието, зашто не признаваат како македонци. Како ние ќе разговараме, кога не ја признаваат државата и не ја признаваат нацијата. Ако Десковска тоа го направила, секоја чест е поздрав до неја. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. И како напомена, да не спомнуваме тоа не е правилото имиња, нели имиња на партии, да не користиме нели недолични зборови, зборови на насилство и така натаму. Во продолжение само ќе ве потсетам што не смеете вечерва да пропуштите на Телма. Прогнозите за економски раст во светот се намалуваат. Кои се предизвиците за македонската економија? Гледате вечерашната топ тема во која што ќе гостуваат Благица Петрески од Finance Think и Трајан Ангеловски, председател на Сојуз на стопански комори. Вечерашната топ тема е со Наташа Стојановска во 19 часот и 15 минути. Така, сега ние го поканивме Димитар Торовски, кој е дипломиран историчар, баш за да разговараме со него околу темава. Па ако го имаме, мислам дека може да почнеме со него. Така. Еве, Димитар, веќе го гледаме, голем поздрав до вас и големо благодарам што ќе бидете дел од ова денешно издание на Црвена линија. Фала и на поканата. Дали се слушам добро? Одлично. И се гледате и се слушате. Па првото прашање и оно што го поставуваме и на гледачите. Кој и зошто, еве, Иван Ванчо Михајлов? Кој е всушност Иван Ванчо Михајлов? Значи, Иван Михајлов е отворен соработник со фашистичка Италија на Мусолини, со Унгарија на генерал Корти и со нацистичка Германија на Адолф Хитлер. Тој е најкрволошев лидер на ВМРО, исто така има смртна присуда и од самата бугарска држава на која тој впрочем и служи. Кога денес во Европа се обновуваат фашистичките тенденции, повеќе од скандалозно е соработник на фашизмот да се смета како мост на обединување помеѓу македонците и бугарите. Символот за антимакедонизам и најголемиот антимакедонист не може да биде личноста која не поврзува. Впрочем, негова е и изјавата дека Македонија без бугари огин треба да ја гори. Така, исто така и некои на социјални мрежи ќе кажат што се основа бугарски клуб се основа, но дали требаше да се дозволи бугарскиот клуб во Македонија да го носи баш неговото име? Вака, македонските институции и државен врв не смеа да останат неминабљудувачи при овој процес. Воедно реакциите кои беа дадени беа закаснети, бидејќи се работи за така наречено културно друштво кое не добива дозвола да биде по тоа име основано од Министерството за правда од 2019 година, како што беше прилогот, нели? Вчера и поранешната министерка Рената Десковска објави таков документ. Ако ви правеле некаква паралела, тоа е исто како хрватите во Србија да основаат културно друштво со името на Анте Павелиш во Белград или во Нови Сад, или германците во Полска да основаат културно друштво со името на Хайнрих Химлер. Македонскиот државен врв не смееше да дозволи таква провокација, но обидот за рехабилитација на приврзаникот на фашизмот Иван Михајлов, исто така виновна и претходната влада на Никола Груевски која поставуваше возрачни фигури од него. Има многу македонски и бугарски личности кои се мост за пријателството, кој например што е Ѓорги Димитров, можеше такво име да основат бугарите во Македонија, сосема ќе беше во ред. Ова е само една голема провокација. А сметате дека со овој чин бугарите самите се пукаа во нога? Како и да нема реакција од Европската Унија, па затоа и ве прашувам. Видете вака, бугарите во Македонија ги заслужуваат сите права и воедно сите права им се дадени покрај тоа што на последниот попис се околу 3500 граѓани. Македонија е пример за држава каде малцинствата ги уживаат сите права. Меѓутоа, кога Бугарија е слепа за над 30 присуди од Европскиот суд на човекови права врз основа на дискриминацијата на македонците кои живеат во Бугарија, тоа се работи за една голема хипокризија. И се упатува прашањето зошто Бугарија, која агресивно и навредливо се меша во внатрешните работи на Македонија, не ја покани, например, македонската влада, македонскиот председател, Македонската академија на науките и уметностите и заедно да отворат културни друштва и за македонските во Пиринска Македонија.
или пак во самиот главен град Софија. Мене искрено ми е многу жал што бугарскиот премиер Кирил Петков, кој беше сметан за прозападен човек, е вовлечен во оваа провокација и со неговиот потек формално го стави ликот и делото на фашистички преврзани во туѓа држава. Благодарам што одвоивте од вашето време да се вклучите, но сепак драго ни е бидејќи ќе да сакам да порачам. Да, секако. Македонските историчари и Институтот за историја деновиве треба да излезе соопштение и ние се подготвуваме за денацификација на културното друштво Ванчо Михајлов. Уште еднаш ќе повториме, благодарам и драго ни е што се вклучивте, особено да ве слушнат и гледачите на Црвена линија, а сега и топло ви препорачуваме да останете до крај со нас, за да слушнете какво е мислењето на јавноста, односно на нашите гледачи. А сега секако ќе се префрлиме на вас, ни јави од режија дека телефонот звони, па велиме и добар ден. Добар ден. Добар ден. Како сте? Поздрав до вас и до телевизија Телма. Голем поздрав. Поздрав и до вас. Овој наслов што се го ставиле стварно многу е драстичен на некој начин за нас македонците, поготово тој господин кој го носи името Мобитола, тој клубот, тој човек прво не заслужил да биде во историјата, а не пали во клуб да му се отвори во Битол, затоа што искрено да ви кажам, јас сум го изучувал тој човек, затоа што сум работел во полиција 30 години, знам кој е тој крвник на македонскиот народ во времето и прво не е крив тој, криви се нашите стручњаци, каде што министерот кажал 2019 година да не се става таков клуб во Битола. Додека од Централен регистар, директорот, не знам кој е директор таму, треба да си поднесе оставка и да се земи на одговорност. Затоа што сега пак од друга страна ќе ви навртам, дипломатското представништво на Македонија, Министерство на външни работи, начело со министерот, да си поднесат оставки и да не кажуваат дека не можат на двајца граѓани од Бугарија да му изречат персонал грата, тоа Красимир Каракачанов и Екатерина Захариева. Затоа јас го поздравувам цел македонски народ и му пожелувам да биде добар и да не наследнува. Благодарам што се јавивте, го цениме тоа што го споделивте вашето мислење и преминуваме веднаш на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ако може малку погласно, вие сте во Црвена линија. Добар ден од Прилеп се. Голем поздрав до вас. Сакам да кажам во врска со вашето прашање дали требаше да се дозволи. Во Македонија не требаше да се дозволи да се отвори бугарски клуб, никако со името на Ванчо Михајлов, заради тоа што Ванчо Михајлов е најголемиот крвник на македонскиот народ и на македонската култура и македонскиот јазик. Бугарскиот клуб нека си постои, немаме ништо против бугарите, имаме против бугарската надворешна политика насочена кон Македонија со национал-шовинистички елементи и ередентизам и фашистички методи спрема постоењето на македонскиот народ и македонската нација, македонскиот јазик, македонската култура и негирањето на се што е македонско. Бугарите, ако сака да бидеме пријатели, треба да прифатат дека постои македонски народ, дека не е измислен на 31 декември 1945 година и реализиран на 1 јануари 1946 година. Значи тоа е апсолутно лага, тоа е фарса, не е така. Македонците постојат и ќе постојат и Македонија и Бугарија треба да бидат пријатели, искрени пријатели, треба да соработува, но без национал-шовинизам од бугарска страна и без фашистички методи на покажување сила во меѓународната политика. И сега треба Франција, како единствен представник на Европска унија, победничка во Втора светска војна, треба јавно да излези и да го осуди однесувањето на Бугарија во Битола. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Секако, Тео, тука да коментирате и на социјалните мрежи, не заборавајте Facebook, Instagram, Twitter. Одиме со следен гледач. Ало, добар ден. Добар ден. Па ја малку да ви кажам право саркастично ќе се изразам за оваа тема и овој циркус што се случува во државата. Знаете, ние се разбудивме од сонот, преспавне. Ама има ќе поставам една теорија.
Кога на Радев му правеше некој споменик и го качи горе на зградана на Министерството за надворешни работи да ни мавта со шеширот, тогаш како го правда? Без разлика што е, тој е првиот македонски македонец бил министер. А му чива влада и што направил не беше битно за тогашната власт. Да ве прашаме на кој крвник му се прави воштана фигура па се става во музеј на македонска борба? И тоа на две места го има и во Скопје и во Штип. А пазете кој парадокс е. Партизаните и борбата од НОП се ставени на патот за весето. Ако одите во музеот за македонската борба, поставката со тие сликите е на патот за клозетот поставена во музеот. Втората светска војна и партизаните. Ете каква конотација или она порака им праќате на граѓаните. На Ванчо Михајлов му давате посебна поставка, посебна просторија, културна, а партизаните на патот за весето. И тоа е една втората работа. А оне коњаникот у кисела вода, Тодор Александров, како го крстија, коњаник така, немаат име да му дадат. И сега деда срце не боли што ни направија бугарите. А пазете, тие клубот и тој нивниот предводник, сликане со цела опозиција и им беа јуришници на сите протести. Така, времето за жал истече. Внимавајте секогаш на времето 90 секунди, токму поради тоа и го објавуваме. Сега ќе се префрлиме онаму каде што се коментира, за да прочитаме и коментари кои што ги пишувате на Facebook. Така, како што ви напомена Тина на почетокот, секако ние, освен на телефонски број 0230766777, веќе чукуваме и на нашите социјални мрежи, Facebook, Instagram и Twitter, и затоа сега ќе прочитаме еден коментар што не е на Facebook на тема на денот. Од Игор. Здраво, во врска со темата да кажам дека ова е преседан и провокација од страна на Бугарија. Со отварање на нивниот клуб во Битола со едно такво контроверзно име како Ванчо Михајлов и национализмот и провокациите од страна на Бугарија мора да престанат, зашто тоа не доведува до добра волја и решавање на спорот со Бугарија. Нормално, коментарот на Игор продолжува, е доста долг и предлагам вие да го прочитате, кај стварно е многу добро напишан, а исто така и предлагам вие свој коментар се напишете во тема на денот, нормално, и да гласате на нашата анкета на Инстаграм, дали бугарите си пукаат во нога. Така, и покрај тоа што кога ќе се јавите ќе ни одговорите зошто Ванчо Михајлов и дали воопшто требаше да се дозволи клуб со вакво име, секако ќе ве потпрашаме и вас за анкетата која што е објавена за сите. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Поздрав до вас, видите? Исти до вас, поздрав. А јас да ги прашам бугарите. И кога бев во Български кабинет, на Јане Сандовски да му положиме венец, они не требија од чотек бе. И степаа таму. Потаа си ме поњаве. Па да ги прашам како беа пречекани во Битола. А во Битола ги чува 17-та полиција, а таму идната полиција текаше по нас. Од нас текаше. Магарески чотек ги гледам. Па дека ви кој е вас, дали ќе прашам вас, дали има Ванчо Михајлов у Бугарија спомни? Нема. Нема. Дали има во Македонија? Ами тоа е масто на владата, не е масто на Бугарија. Масто на владата. Сега, ама тоа јас мислам дека си сами пукаа во ногата. Сам се пукне во ногата, дека се прогласија за фашисти, а не за македонци. Пред година. Бидете поздравени, вие секако продолжате да не следите, а вклучуваме и нов гледач. Добар ден. Арсо Гиновски на телефон. Голем поздрав до вас. И фала што ме приклучите. Зашто Ванчо Михајлов? Дали требаше да се дозволи? Не. Ова е вина. Вината не ја бараме во бугарите и тие што беа представници тука. Проблемот е во нашата влада. Нека не се водат на денешниот ден во изјавата на министерот за надворешни работи дека ние не присуствувавме. Што ако не присуствуваме? Кој присуствуваше највисокиот орган на Бугарија? Чива вина е таа? Срамно. Ова е провокација за македонскиот народ. Поголем револт нема, поголемо понижување нема. Го побудуваат фашизмот. Срамно го поддржуваат фашизмот доколку не се поништи оваа регистрација на Ванчо Михајлов. Верувајте дека годишнината ќе има последици. И тоа трајни последици. Ви благодарам се него. Благодарам и на вас. Благодарам и вам што го споделивте вашето мислење со гледачите на Црвена линија.
Продолжуваме и со коментарите на Facebook. Така, малце посветиме време и на коментарите. Одиме овој пат во порака на Facebook од Пецо. Здраво, со цел да се попри веќе направената грешка, пожелно е клубот да се применува во името на Ѓорги Димитров. Поздрав! Ете, продолжете да коментирате секако, а сега ќе вклучиме и нов гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ало, Секој добро, вие сте во црвена линија. фала. Јас јавувам од Битола во врска со Ванчо Михајлов. Какви се реакциите токму во Битола и тоа да голем слушаме? поздрав до Битола. Фала. Видете, во Битола е навистина загрозена, односно револтирана од она што го слушаме и што го гледаме. Да не обвинуваме многу заради тоа што треба да се обвинува многу поќе од колку што треба да обвинуваме, а тоа е дека Ванчо Михајлов го знаат и помалите, односно и постарите, сите го знаат кој е тој. И сега во Битола дојде, зошто во Битола дојде и кој го дојде во Битола? Прашањето ми е, на еден претходни ваш гледач кажа многу убаво, кај што кажа дека сите фигурите и во фигура во музеот, фигура во Штип, значи тоа е претходно дотерана работата за ова што се случува. И сега овој е крив, оној е крив. Затоа велам, да не се обвинуваме, дајте да исправиме работата. Според вас, Иве, кое може би најдобро решение сега да се исправи работата? Според мене треба, затоа што се наоѓаме во ваква ситуација во однос со Европска унија и така натаму, не да се премолчи. Меѓутоа да се каже дека тие што дојдоа овде во Битола, дојдоа под кој налог дојдоа, под чие водство. Некој седи за тоа. Тие како дојдоа? Така, благодарам што се вклучивте во црвена линија. Продолжуваме и вклучуваме нов гледач. Добар ден. Ало. Да. Добар ден. Па, вака би рекол, првен дали си пукале овие источневе у нога? Да, дали бугарите сами си пука во нога? Не најмок. Значи, они си имаат съскач, како кутре кога го съскаш на некого да го касне, така имаат они свој съскач. Съскачот се знае кој е. Најпрвен Лондон, па Вашингтон, па Брисел и така натака. Значи, од тие западњаците таму. Инаку ова што го правеа у Битола, можам да кажам една работа. Фалеа уште американскиот, британскиот, евро амбасадорот и значи они како покровители на тој настан, значи они се кциторите, спонзори на настанот и отварање на клубот. Значи тоа е нивно дело. Нити се моćни тие што ги гледавте вчера на телевизија, нити се некои јаки фраери да можат така безобразно да упаднат у наша држава, да прават тоа што го правеа и да бидат штитени од полицијата наша, као да речеме народна, иако ја не ја сметам за народна, таа е само провладина полиција и по директива на власта само работи, не реагира за потребите на народот. Благодарам и вам. Одиме сега со постои Твитер заедницата буквално бруеше, па и извадивме доста најинтересни постои. Така, ги прочитаме заедно. Првата ни е од Види. Токму кога малку се смири, притисокот ми го крена веста за отварање на Центарот за култура Ванчо Михајлов во Битола. Реагира професорот и поранешен македонски конзул во Хрватска Горан Калогера. И одиме на уште една објава од протестантски Оџа. Какво дополнително појаснување на бугарските позиции кон македонците и Македонија е потребно по отварање на фашистичкиот псевдокултурен центар Ванчо Михајлов во Битола и изјавите што следеа? Тие се тие две, но нормално подоцна ќе продолжиме со други објави. А сега продолжуваме со вас, вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Бугарскиот клуб во Македонија и да се носи неговото име, така? Да. Требаше да се дозволи, овој човек што се јави пред мене не е во право, пошто сите битолчани се бугари
и им заминато во странство со бугарски пасоши. Македонија е бугарска, знаете зашто? Затоа што во насред Скопје има албански онакви војводи, има закачено на ова и до ден денес во власта владеат тие што нас не пука во полицијата на битолската, во македонската полиција, ден денес се на власт, а се караат со бугарите. Немате право, бе, луѓе, зошто да се карате со бугарите кога сме браќа? Иста православна црква, македонска православна црква, во се сме браќа. Се исто чествуваме. Значи, а сметате ли дека требаше клубот да биде наречен по Ванчо Михајлов? Да, требаше. Зошто да не? Па тој е херој. Ами оти Скендербек и овај што е на албанскиот не требаше да се отвора албански 300 и по 500 џамии, сите џамии се направени нови во Битола, ами цркви имаше на нивните места, цркви, наши цркви, требаше, тие џамите треба да му се турнат албанските, што се, треба сите цркви да бидат направени во Битола. Ме разбирате? Так, благодарам за вклучувањето во Црвена линија, продолжуваме понатаму. Го цениме и вашето мислење, секако Црвена линија е токму за тоа, но оно што е најважно, се разбира златните правила на Црвена линија се да не се користат навредливи зборови, конкретно да се потенцира со имење и најважно се да не се алудира на насилство. Така, сега ние пак се враќаме на Твитер заедницата со две објави. Првата. Европската комисија без коментар за посетата на бугарската делегација на Сдруженијето Ванчо Михајлов из условите на Софија. Одиме со следната објава. Сред Битола клуб Ванчо Михајлов. Дали во Србија би дозволиле хрватски клуб Анте Павелик или во Хрватска српски клуб Дража Михајловиќ? На почетокот на овој издание на Црвена линија се јави гледач кој што исто така даде едно вакво видување, па еве се поклопуваат. Ако не гледа вашето видување со ставот на овој твитерџија. А сега одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, убав ден. Истина вас. Благодарам. Па вака, прво ќе поздравам екс-министерката Десковка, која рече дека ние не одобривме да се постави некаква канцеларија со ликот на Ванчо Михајлов. Тоа некој погрешно го прочита и ми се чини треба тој што го погрешно прочитал да побара тоа да се врати во првобитна состојба. Сега, ние сите знаеме дека за време на Втората светска војна Германија, Италија и Јапонија беа водачите на фашизмот. Овдека се приклучија и бугарите, хрватите, маđарите и уште некои други, кои во помал број. И фактички треба да ги осудиме сите и не треба да дозволиме нивни дејци кои што ги окрваве рацете, до гуша што се вика во крв, и сега да ги славиме и да ги честуваме. Затоа сматам тоа што го сгрешија да го поправат. А ова по мене ми се чини дека ова е намерно за да не го тргнат ветото. Еве го тргате Ванчо Михајлов, тој е наш деец, ова е само масло, да ветото остане и понатака, ништо повеќе од сето тоа. И затоа сматрам дека се работи со план и со математика. Без математика нема ништо. И не е некој дец. Секако вам благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Продолжуваме со Твитер заедницата. Таму многу се коментираше. Така, да видиме твитот на Чак на Орис, кој гласи: Ванчо Михајлов сработал со Мусолини. Кирил Петков доаѓа да отвори центар кој ќе го носи тоа име. Ама од нас бара да го викаме администратори, а не фашисти. Па солзи немам да исплачам бе. И со следната објава: македонскиот херој и социјалист Јане Сандански е убиен по наредба на Тодоров Александров, менторот на Ванчо Михајлов, бугарско-германски империалистички измеќари. Така, еве ќе потсетиме дека на tilma.com.mk најбрзо и најдобро можете да бидете информирани и наслов им се обраќаме на битолчани. Еве може да ни се јавите и да кажете всушност какви се реакциите, што се случува деновиве во Битола по отварањето на клубот, бидејќи она што е најважно, битолчани се гневни, име на фашистички соработник среде еврејско мало во градот. Вклучуваме нов гледач. Добар ден.
Добар ден, црвена линија. Добар ден, дали се слушаме? Подамна немаме напоминато со Тео дека тонот на тебе приемникот треба да биде ставен на нула, со оглед на тоа што најдобро да зборувате со нас, црвена линија преку слушалка. Па, доека го добиеме нашиот следен гледач, мислам дека е време малце пак да се свртиме на Твитер заедницата од Бредли Купер. Ванчо Михајлов во Битола да биде осудено и од Европската унија остра реакција на еврејската заедница и фондот на Холокаустот на евреите од Македонија. И Бредли Купер зова, ама нели Ванчо Михајлов ликвидирал и прогонувал според европските стандарди од тоа време? А сега ќе слушаме како ќе искоментира нашиот следен гледач на оваа тема. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Се јавувам од Битола, голем поздрав до вас. Голем поздрав и до вас. Како е во Битола? Реално какви се реакциите? Клубот е среде еврејско мало. Виждате, реакциите секогаш ќе бидат негде гневен, некој ќе речи пофалба, не можеме ние мислењето на секој ден да му го смениме. Меѓутоа има друга работа што требало Македонија, ние се запрашаме дека од 2001 наваму имаме ние човек што направи поволен грев во Македонија, сите го замолчуваме, ќутиме. Велиме во Битола се направи. Јас сум против Ванчо Михајлов, меѓутоа и во Скопје се направи музејот на ВМРО, имаче од Ванчо Михајлов восочна фигура, па сите одеа се сликаат со него, па тоа што велите никому ништо не беше. Сега оти го донесоја премиерот или не знам што. Значи, тука треба да излезат политичарите. Значи, нас ни фалат луѓе кои не водат дипломати, ни требаат добри дипломати. И немојте да се наметнува ова сега се прави дополнително обратно меѓу луѓето. Поминато е, век поминато е време. Ние сега имаме дополнително проблеми кои нас не водат луѓе што ни направија зло врз Македонија, луѓе загинаа од овни млади луѓе. Големо благодарам и вам што се вклучите, а сега е време сите заедно малку да одмориме со реклами, па се враќаме во црвена линија. Еве сме назад после кратките реклами и сега, како што кажав на почеток, време е да ги видиме крајните резултати од нашето анкетно прашање, кое гласеше целосно вака. Еве, зошто Ванчо Михајлов? Дали требаше да се дозволи бугарскиот клуб во Македонија да го носи неговото име? И нормално, нашето анкетно прашање, дали бугарите сами си пукаа во нога? 79% гласа за да, додека 21% гласа за не. Така, голема бројка, 79% да и само колку беа? 21 не. Еден не. Она што секако ве информираме тука некаде на самиот крај од црвена линија е редовно да ги следите објавите на tilma.com.mk, ќе бидете најбрзо и најдобро информирани, а што се однесува до мене и Тео, црвена линија, не заборавајте утре повторно веднаш по вестите стандарден термин 16 часот и 15 минути. Нов предизвик и за нас и за вас. А сега ве пропуштаме на програмата на Телма. Уживајте. Чао, чао.